Па, здраво Јове. Здраво, Кира. Како си? Супер, одлично. Супер, одлично, одсечно. Токму така. Чест и задоволство е да се биде повторно во етер со тебе. Ти благодарам и задоволството е обострано. Тоа. Убава тема ти спремив денеска. Да те слушнам. Па јас повеќе тебе сакам да те слушнам реално, а јас да си поставувам прашање и да си лабавам. Се шалам, ќе се увацам тука во дискусијата. Знаеш дека сега ни следува пауза во фудбалската сезона, барем во клубската сезона, и следува најголемата репрезентативна посластица за очи, односно светското првенство. Светското првенство почнува 20 овој месец, 20 ноември, ќе трае до 18 декември и е првото зимско светско првенство кое што го сведочиме, односно и првото зимско светско првенство кое што ќе се одигра општо во историјата. По многу ствари необично. Прв пат ќе се одрази тоа да биде нели у полусезона на дури не е ни полусезона како се фаќа. И ќе се навратам повторно на муаветот. Ти зошто мене не прашуваш за Лига шампиони? Што ја може не знам Лига шампиони, а? И сега се враќам да ви кажам за Лига шампиони малку. Дека за Тотенхем па не? За Тотенхем, да. Зошто не им дадате шанси, бе? Што ако играат очено? Може ќе стигнат и тие до финале. Да си кажам јас нели за моите фаворити. Дека мислам дека Сити оваа година, еве ќе кажам, секојаш се сомнева во нив, мислам дека оваа година дека ќе отидат. Повторно ќе навратам на муаветот што го спомнавте вие дека ќе се одрази светското на сезоната. Да, клучните играчи се на кои што нели Халанд што ќе значи си е окей, си е одморен, ќе си биде. Де Брујне, Белгија може да направат, може да не направат, меѓутоа мислам дека фудбалерите што им се, така да речем, клучни или јас што ги гледам како дека овакво ќе им бидат за сезонава, дека може да ги истераат понатаму. Така дефинитивно нив ги гледам како Манчестер Сити ги гледам како главен фаворит за Лига на шампиони. Што се однесува до светско, кога ги спомнам моје Тотенхем, многу ми е криво за Сон кој што има повреда нели на окото, подлежи на операција, па како ќе биде, што ќе биде, не знам. Сакам да оваково се случи, мислам по многу работи ќе биде епско, последно првенство на Кристијано Роналдо, последно првенство на Меси, Бензема веројатно, значи многу па би рекол легенди и во историски рамки и на денешницата што ќе имаат некој вид на последна шанса да го кажат своето последно на фудбалскиот терен и ќе вреди да се гледа, ќе го чекаме со секоја пора да видиме што ќе се случи. Да, ги спомна последни првенства за некои од легендите на актуелниот фудбал, не знам, ќе беше интересно да се видат таму, што знам, оние цела шпанска генерација што се уби од освојување, Серхио Рамос и Пике и компанија, ама не ги викаат повеќе. Пике инаку пред да го снимиме ова, само што најави дека и се пензионира на крај на година, така што тој ќе си го гледа светското како пензиониран фудбалер, ама некои од играчите се приморани да го гледаат од дома, повредени, и реално за нив ми е најмногу криво. Многу големи имиња ќе изостануваат од ова светско првенство. Бранителите на титулата Франција ќе бидат без динамичното дуо во средина Пол Погба и Нголо Канте. Двајцата се официјално аут. Холандија ќе биде без Виналдум, Германија ќе биде без Тимо Вернер, Португалија ќе биде без Диого Жота. Под знак прашалник се еден куп од англичаните, од Рис Джеймс до Бен Чилвел кој што се повреди вчера, Кайл Вокер. Потоа еве го кажат и Сон, Мајк Мањан исто така од французите, резервниот голман е повреден, Пауло Дибала, многу играчи кои што пропуштаат светско првенство, мислам дека најмногу причината зошто го пропуштаат е поради тоа што е сред сезона. Сите тие имаат мали повреди, меѓутоа не можат да се оправат доволно брзо. Нема кога. Ако сме кај легенди, дали е овој последно првенство на Милер, дали е екипа на Германија?
Да е. Ама мислам дека и нема како да игра тој уште едно. Како има 34 5. Уствари Кај не се знае. Да, Милер може и до 44 да оди, не е никаков проблем. Сега, ме интересираше, ајде ќе давам тука една као претпоставка, што ќе значи, мислам, претпоставка на ова прашање, што ќе значи ова зимско светско првенство за клубовите? Мислам дека се менува целиот начин на менаџирање на сезоната со ова, заради тоа што имаш многу кратка летна пауза, па многу кратко играње, активна сезона со збиени надпревари. Еве гледаме последниве, како му доаѓа последниве 2 недели, само 2 дена немаше фудбал. Тоа е тоа. Па потоа има повторно враќање и рестарт на сезоната, баш во момент кога треба да се борат за титули, па повторно лето ќе има. И сега Па да, англичаните дури ќе играат, како кој 18 завршува, они почнуваат одма да играат, таму ќе имаат и да, Ла Лига, Премиер Лига и Француската Лига 1 се враќаат во декември. Значи одма ќе почнат по светското првенство да се играат. Серија А и Бундеслига се враќаат од некаде 10 јануари. Значи тие ќе направат мала пауза. Мислам стандард тие и секако си прават пауза во јануари. зле очекуваат да освојат тие, па да си оставиле време за слави. Италијаните сигурно не. Добро, тие ќе се да. Поздрав од Драчев и од Алекс Трајковски, нели? Тоа е. Нека шутира таму колку сака. Го тестираше Донарума, падна на тесто. Да, мислење за тоа како ќе се понашаат клубовите по завршувањето на светско. Па, многу пати ги споменуваме, ПСЖ ми се најевидентен пример, онака колку се одразува. Сега не знам, Неймар и Меси, дали ги чекаат, како што збореше и ти, Ајачо и таквите екипи, да им изнадаваат по 5-6 гола, а после тврдите утакмици да ги нема никаде. Ама мислам дека се чуваат, меѓутоа сепак затоа што имаат и големи ростери се обезбедија понатака учество нели во понатамошното првенство на Лига на шампиони и дефинитивно ќе се чуваат за понатаму, доколку би размислувал за која мене би ми била најромантична приказна да освои. Иако гледам дека Бразил ги тираат први на како фаворити, Да. Јас ќе одам овој пат со Аргентина, би сакал Аргентина да земат. Мислам дека му фали тоа на Меси, мислам дека го заслужува таков талент еднаш у кој знае колку години и би сакал да освои и конечно да го тргне нели тоа проклетство од својата овако. И ќе биде тоа убаво. Како беше предвидувањето дека ќе се сретнат Португалија и Аргентина у финале, тоа би било. Се почесто го читам тоа по портали дека некои си симулатори симулираат и сите доаѓаат до тој заклучок дека Португалија и Аргентина финале ќе биде. Јас не ги гледам Португалија, не гледам дека они ниеднаш не може да тепаат Шпанија, а понатам мислам мада на вакви нокаут нели не знаеш и одлучува тоа, меѓутоа не ги гледам за толку силни за во финале. Да, конкретно за Португалија баш тоа добро што го кажа. Кратко надпреварување во сред сезона, нокаут фаза е практично веднаш по првите 3 надпревари и тука добро се снаоѓаат португалците традиционално. Значи секогаш одат до многу далеку и на светски и на европски првенства без разлика од генерацијата. А имаат собрано сега квалитетна. Сега има, да. Дали Жота толку многу ќе им недостасува, мислам дека сепак не. Бидејќи се отвара тука позиција за Леао, за Жоао Феликс да настапат на негово место, а тоа се знаеме двајца многу талентирани фудбалери. На тоа, еве, ако ги додадеме и Кристијано Роналдо и Андре Силва и Бруно Фернандес и Бернардо Силва, Бруно го гледам сега е вратен во форма. Да. Одбрана имаат сериозна, значи многу јака, меѓутоа мене цело време ме чудат со Шпанија дали име како апче некај цело време ги губат од нив, ама како што спомена, да, како што спомена ти на нокаут имаат шанси секако. Не ги гледам јас лично финале Аргентина, ги гледам со некоја друга екипа, не знам со која.
Така. Едно лудо предвидување за баш за темава како што е насловено видеото, што ќе значи ова за клубовите, како ќе влијае на сезоната. Мислам дека ова светско првенство што се одржува во зима многу ќе им влијае на клубовите кои што немаат репрезентативци или кои што имаат репрезентативци од оние послави земји кои што не се пласирани нели на светско првенство, да можат да продолжат со одлична форма како што почнаа во сезоната. Имам и некои добри примери. Аталанта е тука, нема многу репрезентативци, а многу гази сезонава. Еден пораз во домашното првенство, тоа е тоа. Мислам дека може да им даде елан за да продолжат натаму. Арсенал, веројатно најпопуларниот пример, бидејќи Одегард е, да речеме, репрезентативец на Норвешка, не оди на светско првенство. Освен Габи Жезус, другите не се стартери, па и тој е повремен стартер за своите репрезентации и мислам дека тие клубови ќе добијат огромен елан да продолжат во сезоната многу јако откако ќе се вратат. Дали тоа предвидуваш Арсенал за шампион? Не. Не, сега не би одел никој до таму. Манчестер Сити сигурно нема да ги изгуби сите играчи на светското првенство, ама да, мислам дека ќе бидат во топ 4. Ајде тоа да го кажам како предвидување. Па да, зашто не би биле? Би се сложил со тоа. Затоа што обично паѓаат во март, ама оваа сезона мислам дека ќе издржат тие, ќе падне некој од другите обично клубови. паѓаат затоа што сите играчи им се од Африка, кој се одржува афричко првенство, кое што се одржува во јануари и после тоа, значи прва полусезона играат оке, Да, и после после идат се сите повредуваат. играчи се повредуваат и после, значи тоа е причата на за 20 години, може не 20, ама сигурно 5-16 години. Сега се свестија португалци и норвежани купуваат. Да, почна друга политика да тераат, еве купија па им направија светска. Ова може би е светска замера. Да, мислам дека има нешто од тоа Арсенал да не освои. Да го кажам, еве, например, и од еден чуден аспект на светско првенство е од маркетиншки аспект дека многу влијае исто така, затоа што за сите, за целата онаа продукција што е маркетиншка околу сето тоа, како да го нема хајпот за на 2 до 3 недели доколку се одржува во лето, па мислам дека барем на 2 до 3 недели пред светското се има репортажи како се пристигнуваат тимовите, кои се и така натаму. Сега тоа како да ми не достига за ова, затоа што е сето тоа усилено, до денеска игра, до утре игра, и така натаму и гледаш сето тоа влијае. А дополнително и еве како што излегуваат вестите за еден денеска тоа што го видов сместувачките капацитети како ќе изгледаат во целата земја, заради тоа што имаат многу малку хотели во однос на луѓето што се заинтересирани за светско првенство, прават монтажни хотели надвори. Тоа изгледаат повеќе на концентрациони логори отколку на сместувања. Многу чудно, многу аспекти. Ама не сакаш да отидеш на светско првенство во bungalov да седиш, разбираш, никој не го сака тоа. Сакаш некое премиум искуство. Потоа сите работи кои што ќе бидат забранети таму за време на светското првенство, сепак се закони на таа земја, меѓутоа фудбалот бара посебни услови. Пак и малку пиво. Пак ќе споменам, од маркетиншки аспекти, рекламите за пивата, за пијалаци, за спортски опреми и така натаму, сето тоа се хајпало барем месец дена претходно. Сега сето тоа ми е ништо, поише концентрацијата на Лига на шампиони затоа што сите ти играат тоа, отколку на светското. Се уште е тоа актуелно и значи ќе има некој недела дена до 2 да се исхајпа и тоа е тоа што ќе влијае на некој начин да биде почудно од многу аспекти. Меѓутоа ние како фудбалски романтичари, нели, сепак ќе одиме на искрената фудбалска приказна за овие фудбалери кои што многу ни значат, да направат добра прича и да се десат баш фини утакмици. Обично е празник на фудбалот секогаш кога се игра мислам кога има утакмици од светско првенство, се надевам дека овој пат ќе биде така, нема да биде како не знам во Јужна Африка кај што се играш и секој ден имаше некои лоши вести, срушен стадион, убиства, ствари што се дешаваат. Се надевам дека ќе гледаме убаво светско првенство. Почетниот ентузијазам не ми е баш нешто охрабрувачки, ама сепак да почекаме додека да почне фудбалот. Да, и се надевам дека нема да измислат нека нова, што кажа, која спомена веќе вувузела дека имам. Значи ништо немам дома останато, вувузела имам, од некоја онака останато дома, вувузела имам. Не знам зашто стана толку хит тоа преку ноќ. Валјда нема да измислат некоја нешто да тропка, некоја нешто таква, нека
Се надевам дека нема да има такво нешто. Добро, како заклучок за ова, како ќе влијае на сезоната, ќе влијае светското првенство така што ќе направи повеќе да ни неостасува клубски фудбал? Па ако освои, да, ако освои Меси може да каже идам у Америка, што мислам тоа и дека се очекува. Да. И од тој аспект би влијало нели на Лига шампиони да спласне ПСЖ како поинаков да биде како фаворит. Може да се десат, има сценарија во кои што баш најдиректно ќе не само повреди, него и кој докаде ќе дотурка и какви ќе им се сменат плановите. Добро, интересно. Добро, Муамет, фала ти Јове. Затвораме туку уште едно видео на Скратен корнер. Останете со нашиот канал, кликнете таму subscribe, шернете го со луѓе, би сакале да го видат и други луѓе, а не вие стандардните четворица кои што не гледате. Фала ви многу пати. Пишете у коментари кој мислите вие дека ќе освои. Аргентина, не знам. Киле, ти си за Италија, за кој? Бразил секогаш мојата втора матична нација. Нема бе, Африка си Африка. Практично. Пис.